Во просек секој час 10 американци умираат од предозираност со дрога. Најголем дел од наркотиците доаѓаат од Латинска Америка. Ова е една од причините поради кои Соединетите држави се толку вклучени во борбата со наркокартелите. Соединетите држави објавија војна на дрогата пред точно 50 години, но бројот на починати постојано се зголемува. Центарот за контрола на болести објави дека рекордни 93.000 американци умреле од предозираност во 2020 година. Најголем дел од нелегалните наркотици стигнуваат од земјите на Латинска Америка. Наркокартелите имаат добро разработени шверцарски канали. It's about sustained pressure on these organizations, and we are making a difference, but clearly when you look at the tens of thousands that are dead in the US and the impact here in partner nations and the impact that has on driving irregular migration, more needs to be done. Минатата година САД и сојузниците спречиле рекордни количества дрога да влезат во земјата, но стотиците тони запленет кокаин се само мал дел од она што навистина стигнува до црниот пазар. Наркотиците не се единствениот начин на кој картелите предизвикуваат проблеми. It's human smuggling, it's illegal mining, it's money laundering, it's any illicit business that gives them power, and in many cases they control territory, and they're murders, heinous. This is the most violent region in the world, and we have to play a role working together. Ситуацијата во Латинска Америка дополнително беше влошена од пандемијата со COVID-19. Над 1 милион или 30% од починатите на глобално ниво се од овој регион, иако таму живее само 10% од светското население. They are having even a more difficult time responding to some of the challenges now than may have been true a year ago. САД досега испратија 20 милиони дози вакцини во земјите од регионот, а најавени се дополнителни количини. Сиромаштијата и несигурноста поттикнати од пандемијата влијаат и на зголемување на бројот на мигранти кои се обидуваат да ја минат американско-мексиканската граница. Тие во најголем дел доаѓаат од Гватемала, Хондурас и Ел Салвадор. It's difficult for some folks in the region to see a future in their countries, and so they're taking the opportunity to come to the United States now, and human smugglers are also taking advantage of this opportunity, this new posture and new set of rhetoric coming from a new administration. Но дали властите планираат да ги преиспитаат ваквите политики? Sure, I wouldn't say we're rethinking the policies, it's more about rebuilding the policies. Администрацијата на Џо Бајден неодамна најави 4 милиарди долари помош за Гватемала, Хондурас и Ел Салвадор. Сепак најголем дел од експертите сметаат дека овие напори не се доволни, ниту за да им помогнат на луѓето во регионот, ниту за да ги одвратат мигрантите од обидите да дојдат во Соединетите држави, а ниту за да ги сузбијат наркокартелите кои лежат во основата на проблемот. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.